Православните христијани во Македонија го прославија најголемиот христијански празник Божик, раѓањето на Синот Божи Исус Христос. По тој повод, секако и по повод празникот Свети Стефан, вчера во црквата Свети пророк Илија во Радовиш, света божествена литургија одржа митрополитот Брегалнички господин Иларион. Православните христијани во изминативе 3 дена го прославија најголемиот христијански празник Божик, раѓањето на Синот Божји Исус Христос. Вчера на третиот ден од празнувањето на Божик, во присуство на повеќе верници, во црковниот храм Свети пророк Илија, света божествена литургија, одржа владиката Брегалнички господин Иларион во сослужение на повеќе свештени лица. На божествената литургија присуствува и градоначалникот на општина Радовиш Роберт Велков, председателот на Советот на општината Сашко Николов, како и пратеникот во Собранието на Република Македонија Томе Даневски и други личности. Владиката Брегалнички господин Иларион пред присутните меѓу другото го истакна значењето на верата и зачувувањето на Македонската православна црква. Вака нашата црква низ вековите ги благословувала раководителите на државата и на народот. Нашата света црква ова го правила тогаш кога имала потполна национална и духовна слобода. Во еден период кога сме биле во робство, кога сме имале туги водители и владетели, не сме можеле да го правиме тоа, затоа што сме биле водени и раководени од други луѓе, од верни и иноверни, кои што сакале да не стават во робство. Бог допуштал да биваме во робство и поразени, онака како што еврејскиот народ многу пати бил во робство по туѓинци, тогаш кога сме отстапувале од Бога, тогаш кога сме заборавале на Бога, на неговите заповеди, тогаш кога помеѓу нас имало омраза, кога помеѓу нас имало поделба, и Бог показна тогаш допуштал да бидеме починети од туѓа власт и да бидеме раководени од туѓа власт. Но денеска, кога по Божја промисла, кој што е живот и воскресение, имаме своја национална држава, слободна држава, имаме своја автокефална православна црква, како и сите православни земји и сите народи, сега, кога имаме и духовна и национална слобода, кога имаме народ верен и кога имаме народ кој што го бара благословот Божи, можеме повторно и треба и еве го правиме возобновување на тој чин. Денеска го повикавме Светиот Дух и благодата на Светиот Дух да слезат врз новоизбраниот раководител, председател на Националната партија со своите соработници, Бог да слезе во него и во неговите соработници и Светиот Дух, да им дарува мудрост и премудрост, но најмногу и најпрво љубов, да имат љубов и разбирање за сите луѓе кои што живеат во овој град, но исто така важат и пораките од Евангелието, кои што Христос Бог рече на апостолите, како пример, не оној само што ми вели Господи, Господи, ми е мил, но оној што исполнува волјата на мојот Отец, и како што самиот рече, не дојдов да ми служите, туку дојдов да ви послужам, односно преку служењето, милувањето и секањето на народот да покаже пример. Но исто така, самиот Бог покажа пример преку целиот негов земски живот, како треба да му се служи на народот и како треба да му се помага на народот. Сите оние кои што се издигнати повисоко, сите оние кои што се повикани, треба да бидат служители на народот, а не владетели или пак да го искористуваат народот. Навистина, кому многу е дадено и многу се бара. И од вас, денеска Господ, слушајќи ги нашите молитви, благословувајќи ве, ќе побара милост кон целиот народ, ќе побара служење на својот народ, но исто така света задача е да ја чуваме нашата татковина сите заедно, посебно во овие времења на искушенија, кога страдаме како народ,
да го сочуваме единството, кое што е најбитно и најпотребно, да ја сочуваме татковината, незиното древно, свето, библиско име, а тоа е Македонија, незиното име, да го сочуваме единството помеѓу нас, но исто така паралелно и да ја сочуваме нашата древна и славна Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Некој ќе рече, па зошто сега црква? Затоа што сите ние сме чеда и членови на оваа црква, сите ние сме крстени во оваа црква и сите ние сме повикани да ја чуваме оваа црква. Некој ќе рече, таа е работа на владиците, на свештениците и така натаму. Црквата е на сите и затоа се нарекува македонска, затоа што му припаѓа на македонскиот народ. И државата е македонска и му припаѓа на македонскиот народ. Не само на православниот македонски народ, но и на сите народности кои што живеат во Република Македонија, треба сплотено да се потрудат да работат за единството, односно за зачувањето на нашата татковина, бидејќи ова е наша заедничка држава, а исто така сите ние треба да имаме соживот, да живееме заедно, да се пазиме и чуваме од непријателот надворешен, но пак не треба и да дозволиме некој внатрешен непријател да го уништува нашиот национален мир и спокојство и нашиот духовен мир и спокојство, кои што пак сакат да ни го одземат и да повторно да не поробат. Владиката Брегалнички од името на Православната црква на вчерашниот ден му подари икона со ликот на Свети Спасо Радовишки на председателот на Советот на општината Сашко Николов, во знак на благодарност за подржувањето на црквата од страна на Советот во реализирањето на повеќе верски активности. Во овој свет миг, во овој момент на радост, ви подаруваме една икона со ликот на Светиот Спасо Радовишки, кој што е ваш чувар, ваш ангел пазител, ваш заштитник, но исто така и ваш покровител и ваш сограѓанин на градот Радовиш и околината.